Топ тема, добро вечер. Додека се чекаат одлуките на комисиите во 6 министерства, опфатени со проектот 100 милиони од буџетот за инфраструктурни проекти, од Министерството за локална самоуправа, кое се појави како координатор на целиот проект, бриши податоци. Објавија повик за 100 милиони евра или 6 милиарди денари од, според со буџетскиот речник кажано, под програмата АА инфраструктурни проекти во општините во 6 министерства опфатени со јавниот повик. И откако им беше предочено дека во тие подпрограми на 6 министерства нема 6, туку само 4,6 милиарди, сега, односно доцна попладнево со допис до топ тема, во финансиската шема се позајмуваат и вклучуваат дополнителни средства од буџетот на Министерството за транспорт и врски, оние наменети за локални патишта. И ако е за пиар, може и ке може да ги прокнижат, но во пракса многу тешко, без да го урнисаат целиот јавен повик, особено ако некои незадоволни општини почнат да се жалат на и онака нејасните критериуми. Во топ тема вечерва говориме токму за овој јавен повик, што и колку ќе добијат општините. Се снајдоа ли во крајно недефинираните критериуми? Дали овој проект има развојна или предизборна димензија? Можеше ли да се најде поправична распределба? Но ги отвараме и дилемите за тоа до кога урбанистичкото планирање ќе се крои само по мерка на урбаната олигархија, а на грбот на јавниот простор и на она што значи квалитет на животот. За овие теми, добро вечер во студиото за Орца Георгиевски, градоначалник на Скопската општина Киселавода и председател на ЗЕЛС. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до вашите гледачи. И Горан Герасимовски, градоначалник на Скопската општина Центар. Добро вечер и за вас. Таната исто поздрав до вашите ценети. Благодарам. Во топ тема и на две други теми. Владата нема портпароли по 100 дена, а премиерот ги крие на дворешните советници. Зошто? А во Министерството за локална самоуправа портпаролското место за нето хонорар од 53.000 денари месечно и е доделено на собственичка и директорка на пиар агенција, која за маркетинг услуги добивала и државни пари. Но за тоа при крајот на ова топ тема. Да се вратиме пред да почнеме со најавените теми, а во фокусот е јавниот повик. Прво за она господин Георгиевски предсек како председател на ЗЕЛС, што изминатите денови е многу актуелно. Тоа е прво проблемот со водоснабдувањето во Струмица, сега и во Гостивар. Како општини, како ЗЕЛС можете да се помогнете како градоначалници и општини, бидејќи впечаток е дека, особено во случајот на Струмица, централната власт стои настрана, иако во двата градови се случува нешто што е незамисливо во 21. век. Па не, видете сега, мора да се истакне и колегата ќе ме потврди сигурно Герасимовски, дека ние во ЗЕЛС кога и да станува збор за одреден проблем на одредена општина, без разлика на која политичка партија да е, секогаш сме застанувале во интерес за граѓаните. Ваму станува збор за две општини каде што на очиглед на јавноста изминатиот период гледаме дека се сочуваат со одредени проблеми поврзани со водоснабдувањето. Јас исконтактирав со моите колеги и е понудена помош од наша страна, односно доколку треба медијација, доколку треба вклучување во процесот, не го изоставуваме тој момент и ми беше предочено од нивна страна дека ќе бидам дополнително исконтактиран за да видиме каде можеме ние да се вклучиме и да помогнеме. Тоа е пракса која што секогаш ја земаме во предвид изминатиот период, од моментот кога го водам јас ЗЕЛС, не мешаме политика, тоа е нашата стратегија на делување, туку се трудиме да ги застапуваме исклучиво интересите на нашите сограѓани. Имаме добри пракси во минатото, имавме незгодини или пожари имавме во државата или било какви проблеми кои што го тиштат, го мачат населението, а не може градоначалникот сам да истапи во коштец со истиот проблем. Секогаш сме застанувале монолитно во таа ситуација, така ќе биде и овој пат, но верувам во капацитетите на општинските служби да се изборат со тој проблем и секако дека стојам на располагање, но верувам дека и премиерот ќе се вклучи, но и државните институции за да се отклонат тие проблеми, така да потребно и од нивна страна да има, знаете како за ете со господја Тарсос како
се сеќавате пред извесен период, имавме момент во кој што бараше поддршка логистичка од страна на владата, кога побаравме владата да интервенира во делот на одземање на ингеренции за одредени предпријатија, подоцна се испостави дека законски во моментов немаме можност, но сакав паралелата да направам дека мора и градоначалникот да знае што е конкретното што треба одредена институција да му помогне. Во процесот ние сме тука на располагање, секако функционираме ние како едно тело и како такви секогаш застануваме позади било кој колега и било кој проблем на нашите сограѓани низ Македонија. Затоа ве прашав како ЗЕЛС, забелешката беше во однос на воздржаноста на централната власт во однос на некои коментари кои што дојдоа од одредени министри кои што беа многу неумесни, меѓутоа останува на нив. Герасимовски, која е вашата оценка, како може да си помогнете едни со други? Проблемот во Струмица се чини посериозен, но неизвестно е што ќе се случува и во Гостивар. Да, гледаме дека проблемот трае известен временски период. Очекував искрено и поголема поддршка и помош од страна на владата, но за жал ја гледаме ситуацијата каква е и како се шири се до тоа, односно повеќе влегува конфронтација отколку што се изнајде или понуди некое решение. Како што кажа и колегата, ние како ЗЕЛС искрено досега секогаш сме биле сплотени за да заедно ги решаваме проблемите доколку некоја општина или град се соочува со истите, доколку ние како ЗЕЛС и градоначалници можеме да помогнеме, стоиме на располагање, но сепак мислам дека тука треба да се вклучи владата и да пружи помош на овие две општини за да се реши овој проблем кој што трае. Тука ја правиме и првата пауза за реклами пред да продолжиме со она што е исто така актуелно прашање, а тоа е проектот 100 милиони од буџетот за инфраструктурни проекти или 75 милиони или ќе видиме колку после реклами. Над 300 проекти, под сите 80 општини ќе треба да делат официјално 100, според пресметките 4,6 милиарди, сега според најновите податоци дури нешто повеќе од 6 милиарди. Георгиевски, докаде е процедурата? Се очекуваше дека може би утре веќе на владина седница и ќе бидат одобрени дел од проектите. Кои се вашите информации? Под она што последно го имам денеска како информација, морам да истакнам дека разговарав и со министерката за финансии, господја Гордана Кочовска, која што во моментов се наоѓа во Будимпешта, утре го подпишува и заемот за средствата кои што ќе бидат подоцна дистрибуирани до општините за реализација на капитални инвестиции од наша страна како општини. Целиот процес е во финална фаза и веќе до крајов на неделава се очекува да излезе и владата со детални информации, односно тоа која општина, кои проекти се одобрени и каде е проблемот, односно доколку постои проблем за некои проекти кои што нема да бидат одобрени. Предпоставам може би се работи за некаде недостиг на одредена документација, имало и такви, бидејќи имаше 357 од последното кое што го добивме како информација проекти пристигнати во апликациите. Така што тука ќе може и да се видат и недостатоците на целиот овој процес за во перспектива. Веќе наредната година во февруари и март, некаде крајот на февруари, почеток на март ќе има нов повик, доколку има одредени недостатоци, одредени аномалии, ќе треба да работиме да ги отклониме сите заеднички, но во суштина сметам дека овие средства се од огромна помош и значење за нашите граѓани пред се и за општините секако, бидејќи со овие средства се решаваат повеќе деценијски проблеми кои што се таложеа кај сите општини генерално низ Македонија. Ние аплициравме со 5 проекти, двете се однесуваат на доградби на основни училишта и трите се однесуваат на, односно две се однесуваат на реконструкција на улици и едното е уредување на речно корито Мала Рада во Драчево. Така што тоа се проекти кои што повеќе од 3 децении некој разговарал за истите, ги ветувал, но немало ни изработени проекти за истите, така да верувам дека овој пат ќе го видат светлото на денот и конечно ќе бидат тие проблеми решени за граѓаните, особено доградбите на училиштата,
бидејќи ние тргнавме во Кисела вода со концепт веќе пред година дена од денес, во кој што веќе и работиме на доградби на училиштата за сите училишта да ги направиме да работат во една смена, така да како и во мојата општина, така верувам и во многу општини низ Македонија, станува збор за проекти кои што, како што споменав, повеќе од 2-3 децении, па и многу повеќе ги мачеле граѓаните, го мачеле населението, но општината немала средства или немала начин пак како да ги реши. На овој начин сметам дека сериозно се помага на секој еден граѓанин во Македонија, така што ќе бидат решени повеќе деценијски проблеми. Герасимовски, што очекувате вие и со што вие конкуриравте? Секоја општина, на секоја општина им се добродојдени одредени финансиски средства за реализација на проекти кои што ги има и замислено, а нема доволно финансиски средства за да ги реализира истите. Не би го нарекол ова мега проект како што се најавува, поради тоа што и секоја претходна влада одвојувала одредени финансиски средства кои што ги доставувала до општините за реализација на поголеми проекти кои што им биле планирани. И во минатото и претходната влада оваа година имаше одредени средства кои што ги додели до одредени општини. Не аплицираа сите, односно не беа сите финансиски покриени, но имаше големи финансиски средства за реализација на самите проекти. Па дури и Кисела вода и општина Центар има финансиски средства кои што во моментот се реализираат до крајот на годината, поголем дел од истите ќе бидат Кои се проектите и која е сумата? Во делот на проектите за кои што сега аплициравме, имаме два проекти за кои што аплициравме, во едниот е во Министерството за спорт, а тоа е втората фаза за реконструкција на салата Работнички, и вториот проект е во делот на хортикултурно и партнерно уредување во делот на зелениот пазар. Тие се проекти кои што си од значење на општината, но и побарање на граѓаните по сите оние буџетски форуми, средби и анкети кои што ги правиме. Гледаме и бараме да ги слушнеме граѓаните за најдобрите проекти кои што треба да ги реализираме. Околу 131 милион. 131 милион. Георгиевски, колку е вашата вкупна сума? Па околу 130 милиона и кај нас. А колку ви следуваат? Ни следуваат околу, мислам дека, да, околу 140 милиона, така нешто по број на жители. Сега не знам точно колку е во децимала, но од прилика толку. Сакав само на колегата Герасимовски да направам паралелата сегашниот начин на распределба на средствата визави минатото. И тоа кога минато говорам, не говорам само 7 години, туку говорам многу подалеку. Сега на овој начин, колега, парите потранспарентно, мора да се согласиме, стигаат до сите општини преку јавен повик и сите општини добиваат средства. За разлика од минатото, кога или беше принуден одреден министер во одредена општина да има реализација на проект, особено ако јавно се интерпретира потребата од истото, или пак средствата беа распределувани према емоциите на министерот визави градоначалникот. И тоа беше пракса која што ја гледавме 30 на години одговори Герасимовски, пак ќе ве прашам. И партиски договор како ќе бидат распределени парите, и затоа не беа распределени на сите општини подеднакво, за жал. Да, но мора да се сложиме дека ова е вистинскиот начин на распределба. Па не можеме да се сложиме поради тоа што не знаеме како ќе функционира овие критериуми и овој начин на распределба. Тоа ќе го говориме текот на следната година и ќе ги видиме аномалиите кои што ќе се појават за да истите бидат коригирани. Но дали ќе стигнат парите до секоја општина? Идеално целосно распределување и задоволство на сите општини нема да има. Добро, дали ќе се земе критериум или принцип да бидат земени во предвид урбани рурални средини, не само број на жители, начинот на распределба и искористување на буџетите, собирање на финансиски планирани средства во самиот буџет и реализација на истите. Значи, ќе ги разгледаме, односно, владата ќе ги разгледа во иднина од текот на следната година одредени критериуми кои што треба да се дофрлат се со цел да се подобри начинот на прераспределба на финансиски средства. Јас се слагам дека не е идеален овој
начин и реков нели на почетокот дека допрва ќе се видат одредени аномалии, но во суштина многу важно во целиот процес, ако дозволиш Боби, е што имаме транспарентност и што парите се трансферираат до сите општини. Па преку јавен повеќе, Боби, поголема транспарентност од тоа. Она што треба да пишува за да аплицираат сите од општините. И тој повеќе трае со денови. Не, што пишува во начин на кој што можеме да аплицираме. Сите општини. Со кој критериум? Со тие што се пропишано во условите. Глава на жител и вториот готови проекти. Точно и хипотетички ние можеме да претпоставиме дека некои од тие готови проекти се поклопуваат со дел од оваа листа на проекти што ја имате вие направено во партиската програма. Сега вака, Боби, ние не сме обврзани со каков тип на проекти да аплицираме, ниту пак владата точно кажала можеш да аплицираш во кисела вода со реконструкција, веќе ја земам во предвид улица Ѓорѓе Димитров. Не ми е во програмата стаја на Ѓорѓе Димитров, но еве јас аплицирав со тој проект. Владата вели аплицирање со готови проекти и со завршена ревизија, не сакате да кажете сега со ова што го кажавте, значи владата ќе влезе во реализација и на програмата на Горанот центар, ќе влезе и кај Висаргани у колегата од Чај и кај сите останати, кај градоначалникот од Струмица, кај Перово Валандово. Па не знаеме по кој критериум. Значи многу е важно во целиот овој процес што секоја од општините низ Македонија преку транспарентен процес може да аплицира со проекти. А кои се критериумите врз основа на кои комисиите ќе ги преднуваат? Јас не сум во комисија, но мене како градоначалник ги нема. Мене како градоначалник многу ми значи што ниту еден колега од било која општина низ Македонија со овој систем на аплицирање нема да биде изоставен. Дека ќе добие и градоначалникот на Рачинова и градоначалникот на Велес. Тоа е најважното и суштински во целиот процес. Кој и колку. И зошто не се отиде на принципот кој што се применуваше порано, линеарно да се даде на дел од општините и потоа по глава на жител. Бидејќи вака реално побогати општини, општини кои што имаат поголем капацитет за апсорбција и на други средства кои што доаѓаат од и им стојат на располагање од ЕУ и од прекогранични соработки и така натаму, ќе добијат повеќе пари наспроти оние кои што се сиромашни и реално немаат нити извори на средства да се финансираат и да се дури некој и да се само одржи. Јас Боби повторно ќе го споменам истото по трети пат дека идеален модел нема и ова не е идеален модел. Но ова е модел со кој што ВМРО ДПМН настапи за парламентарните избори и доби апсолутна поддршка од граѓаните. И како таков, во првите 100 дена започна да го имплементира. Граѓаните дадоа поддршка на ваквиот модел. Премиерот, граѓаните поддршка на ваквиот проект, тоа значи тоа не се пари само на тие што гласаа за ВМРО ДПМН и согласно тоа. Па тогаш треба да има и јасни критериуми. Кажете ми, еве вака, па потоа ќе му дадеме и на господинот Герасимовски. Како е можно цело време да се промовира проектот 100 милиони евра, односно 6 милиарди, јавниот повик се однесува исклучиво, јавниот повик, еве го, јавен повик, за користење на средства од јавен повик за изразување на интерес од страна на општините за финансирање на инфраструктурни проекти од подпрограма АА инфраструктурни проекти во општините. Кога ќе се соберат парите од 6 министерства? Режија ВМО, во тие општини нема 6 милиарди. Има 4,630 милиони 550 илјади денари или тоа е некаде околу 75 милиони евра. Согледувајќи го прашавме вашиот сопартијац или министерот Пирински. Одговорот што го добивме на 4 октомври е дека директно надлежно за одговор на последните две прашања, а тоа се: мојот преглед на програмата АА во 6 министерства покажува дека вкупната сума во овие програми е 4,6 милиарди, а не 6 милиарди, како ќе се надомести од каде разликата. На 4 октомври Министерството за локална самоуправа ми одговорило: во случајов директно надлежно за одговорот на последните две прашања е Министерството за финансии. Ние ги доставивме прашањата до нив, но во интерес на времето можете да се обратите директно до нив. За денеска,
во 16 часот и 56 минути да конечно го добиам одговорот. И сега, освен овие 4,6 милиарди, се вметнува 1,2 милиарди буџетирани во Министерството за транспорт и врски во ставката за проекти за локални патишта. Господин градоначалник Ѓурѓевски, ова е само пиар игра. Вие сте Тоа е ваш градоначалник. печаток. Јас не се сложувам. Можете да си играте со буџетски пари и да ги прелевате како ќе ви Видете, текне од една во друга ставка? Јас кога ви споменав дека разговарав со господјата министерка денеска, Ама да ја тргнеме разговаравме, министерка. не, мораме да го споменеме и тој момент. Министерката има многу изјави дадено кои Значи, што си ги демантираше сам себе. Гордана Кучовска е мој близок Добро, пријател, соработник и човек на кој што верувам дека се јас му верувам на буџетот. поставени финансиите од државата Чекайте, да ги води. не, да ја За оставиме разлика од Гордана. минатото. Не, да ја оставиме министерката. Не сакам за да финансии. појаснам, ако ми дозволите. Појаснувањето кое што го добив од незина страна е дека при креирање на ребаланс на буџетот Добро. не можело точно да се предвиди Како не која може? општина, ама од каде да знае министерката Чекај, за финансии кисела Министерката вода. за финансии, се извинувам. Сега не ми дозволувате да Не одговорам. можам да ви дозволам, затоа што Министерката за финансии во наративниот дел Добро. на буџетот, на ребалансот на буџетот, напишала инфраструктурни проекти, обезбедени со ребаланс на буџетот, тие средства што се фалите дека сте ги нашле во буџетот. Па се сами 6 откажавте милиарди. дека 6 милиарди. 4 и нешто се Меѓутоа, во во- подставка, а останатите се Не во може. Министерство за транспорт. Не. Како може да не Па може? не може. Па се најверојатно и Правно не може. министерката го земала тоа во предвид. Што Зашто земала во мислите вие предвид? дека правно не може? Јас сум убеден дека може да се Може? изведе тоа, може да се. Може изведе. како сакате, од која Не, ставка не може како како градоначалник сакате. да си троши. Не може од како може од која ставка сакате, но Па а, како? дали Ставка ќе под програма АА нема нема Океј. 6 милиарди. дали ќе има Јавниот повик во пишува апликациите дека проекти кои што се од под ресорот Министерство за транспорт Да. и врски. Потаму ќе се црпат тие Не средства. може да се. Како може да Знаете ли што пишува во критериумите на Министерство за транспорт и Што врски? пишува? Критериуми и процедури за распределба на капитални дотации за инфраструктурни проекти во општините за 2024 година. Во буџетот на Министерството за транспорт за 2024 година, раздел 130.01 Министерство за транспорт, под програма АА, ставка 488 инфраструктурни проекти во општините. Тоа се парите за кои што вие сте аплицирали во Министерство за транспорт и врски. Тие пари кои што ги има Министерството за транспорт и врски се 3,222 милиарди 694 милиони долари. Имате јавен повик кој што се однесува на подпрограма, имате пари кои што изнесуваат 4,63 милиарди и едноставно знаете како градоначалник дека ако сакате да додадете средства, треба да го смените јавниот оглас. Во случајов незадоволни општини можат комплетно да го срушат целиот јавен оглас. Видете, сега морам да констатирам една работа, дека ова се предпоставки. Не се предпоставки. Предпоставки, Ма, целосни еве, предпоставки. Што е ова? Вие сега кажувате дека ќе има незадоволни општини, а не е завршен ни повикот. Прво да видиме, дај Боже да се истрошат сите 100 милиони евра предвидени. Видете. Ние во февруари и во март, како што споменавме, ќе има нов повик. Значи, Ама новиот да го оставиме. Сега ние не се занимаваме Да со го суштината. оставим- Не, ние се занимаваме со суштината. Не, суштината е кај се 250 парите. милиони евра треба да завршат Не, за проекти 250 реализирани милиони на евра локално кои што ниво. ќе ги донесе Гордана, Министерката за финансии од Унгарија, ќе бидат за идната година. Сега зборуваме за клучниот проект за оваа година 100 милиона. 100 милиона градоначалници нема. Како? Дали вие како градоначалник може било како да си префрлате пари од општинскиот буџет? Значи- Ви текнало, ми фали тука, па сега ќе земам од школите, ќе дадам пари за патиште или не знам. Јас верувам дека не е туку така направен тој чекор од страна Кој? на министерката. Кој чекор? Да ги предвиди дел да бидат на едната ставка, другиот дел да бидат Ама не таа од ставка не е Министерството за офатена. транспорт. Значи, Како тогаш, може да не е па офатена? тогаш јавнаше целиот оглас. Јавниот оглас е за подпрограма АА. Сега Точка. вака, јас не сум под паролна Кочовска, но во Вие интерес сте градоначалник. во интерес на вистината. Јас не Вие можам сте да се градоначалник. сложам со она кое што вие го предпоставувате сега. Добро. Дека ќе има незадоволни општини од една страна, од друга страна дека па нема хипотетички. доволно средства да Па се стигнат нема. до општините. Јас сум повеќе од убеден дека сите Средства нема, колеги министре. ќе бидат задоволни, Еве господине ги Богдан. пари. Не, еве ги Од пари. една страна, а од
од друга страна, Ајде режија, ајде да ги видиме пари. да ги видиме. Министерство за транспорт и врски. И многу ме радува во целиот процес што сега разговараме дека биле 70, не биле 100. За разлика од минатото кога зборевме за заборавени општини. Тоа е суштината на целиот процес. Не е суштината. А јас сум убеден дека сите пари кои што биле ветени согласно програмата ќе се слеат до општините. Кога? Сум повеќе од убеден. Кога? Па кажа премиерот кога? Кога? Два повици ќе имаме. Едниот повик е сега, да затоа што зборуваме станува за збор Тој за 4 205 месеци. Не, да зборуваме за ова. Како Вие ќе се сте убедени реализира ова? дека сите еве и 70 милиони евра ќе се потрошат сега до крајов на година? Не, нула ќе се потроши. Па- Бидејќи вие сте градоначелник и знаете дека Не мислам дека времена нула. ситуација е 25% ако Да, се но потроши. имате опција и авансно да бидат исплатени одредени компании. Ние не говориме сега во овој момент за суштината, тоа е дека Суштината е дека објавувате дека повик во кој клучни- што нема пари. Јас не го објавив Јас повикот. како- Јас не го објавив Владата повик. објавува Но- повик во кој што нема но пари. овој повик ќе придонесе, повторно ќе кажам, повеќе децениски проблеми на граѓаните да бидат решени од една страна. Дај Боже, ама нема Градежништвото е гранка која што поврзува индиректно уште 20 и повеќе од 20 други гранки. Од ова Добра. бенефит ќе имаат сите граѓани. Пред се населението, каде што ќе се реши водоводни проблеми подземни, одвод, еве Горан спомена во центар ќе градат сала, односно ќе реконструираат, во Кисела Ајде вода, уште едно прашање, доградби па правиме ќе на ве оставам училишта. меѓу себе. Градоначелник, дали ви е нормално? Вие имате на располагање 6 милиарди Добро, и треба да ги поделите на 6 луѓе. добро. И сега, кога ќе ве праша некој, кој ќе добие по колку, да немате одговор. Односно, тоа се случува со Министерството за локална самоуправа. Значи, прашањето е, по колку пари исследува на секоја општина, ве молам да се достави листата колку пари исследуваат на секоја општина. Тоа во овој момент не можеме да го кажеме со оглед на тоа што дека не се евалуирани проектите. Евалуацијата на проектите нема врска со тоа колку пари исследуваат на секоја општина. Јасно кажа премиерот, јас не можам да разговарам за тоа што одговорило од локална самоуправа, Министерството Не ве министри и прашувам така како натаму. како Тоа ќе си го викнете во градоначалник емисија, се ќе си го прашате. снаоѓате во целиот овој Значи, хаос. премиерот Мицкоски, јас можам да го повторам она што го изнесе, а тоа е дека оваа година до крајот, за овие 4 сега месеци, не може Мицкоски по да го повторувате, 135, а затоа што Пирински имам не сака. информација, не знам што точно ви одговориле од Па еве ви Министерството за кажувам, локална сигурно нема самоуправа. да ве лажам. Јас немам консултирано за да ви одговорам во име на Министерството. Не, јас Но ве до прашувам крајот за на логични годината, работи. до крајот на годината по 135 евра по глава на жител ќе бидат исплатени, а 250 во наредната година по глава на жител. Тоа е формулата по која што се дистрибуираат средствата. И не знам зошто некој не ви одговорил колку ќе се слеат и ќе треба да си ги викнете во емисија. Она што премиерот Мицкоски го кажа категорично јасно, во повеќе наврати, она што и јас го знам е таквиот начин на распределба на средства. И повторно ќе кажам, дали има во целиот процес состојби кои што треба да работиме да ги подобриме? Има. Тоа е жива Добро, материја, да не почнуваме треба да со се надградува, оправдување, прв треба пат да се имаме спроведува јасни ваков критериуми. механизам Јас и така како натаму. граѓанин сакам да знам колку ќе добие мојата општина и зошто добила или не добила, зошто добила вашата општина и зошто добиле сите општини. Герасимовски, Има два- како воопшто се снаоѓате во целата Има оваа два моменти работа, тука. бидејќи да ве само малку. Ако во буџетот на Министерството за спорт се предвидени 362 милиона и во одлуката на Министерството за спорт исто така пишува дека тие пари, не 100 милиони, туку тие пари на Министерството за спорт ќе се делат според глава на жител во сите општини, тогаш, господине Герасимовски, нема теоретски шанси, ако се ова критериуми, вие да ги добиете парите за спортската сала на Работнички, не за друго, туку за тоа што 10-кратно ќе го надмашите тоа што ви следува и практично на спорт ќе му земете 1/3 од тоа што има. Има многу нејасноти во целиот процес, искрено. Пак ќе кажам, не е ова мега проект поради тоа што и во минатото имало многу финансии кои се доделувале до општините. Дали идеален начин ќе видиме, но како се распределени по министерствата, верувам и како што ни беше кажано, според поднесени проекти. Веројатно се сумирани суми по министерства и проекти и истите треба да се распределени во министерствата
да бидат на посебна сметка, а да се исплаќаат на општините по реализација. А ние овие 90 милиони, ако се 300 и нешто, ние 90, како што кажувате, сте целосно право. Така пишува во има и други критериумите општини на кои што Министерството побарале за средства за спорт. спорт. Друга работа што е многу битна, што не само што нема да се реализира до крајот на годината, пошто не е возможно и временски додека се распишат јавните набавки, пак имам жалби и така натаму, ни требаат неколку месеци да отпочнеме со реализација, а скоро една година и со завршување на реализација, поради тоа што станува збор кај нас за поголеми проекти кои што треба време за истите да се изведат. Дополнително, ние имаме побарано 130 и нешто милиони. Рачунете дека при самата јавна набавка тие нема бидат 130 милиони. Туку самите јавни набавки ги се спуштат цените и тие ќе бидат многу помалци. Не знаеме што се останатите средства. Поради тоа што може и за тоа се планирани 75, можем рачунале дека јавните набавки ќе паѓаат и нема да се искористат 100 милиони. Како и да е, сигурно до крајот на годината нема теоретска шанса повеќе од 3-5% да се искористат овие Што со другите средства. средства, бидејќи овие се проектирани познавајќи ги во работите, овој другите буџет. средства- Ако и вие велите дека максимум околу 5% или еве да земеме дека 10% можеме да дојдеме до ситуација на исплатени времени ситуации, што ќе се Како што случува со имавме останатите информација дека пари? истите ќе бидат ставени на наменски сметки во министерствата. Ама како што знаеме, при крајот на годината ние треба да ги реализираме финансиите кои што се планирани оваа година. Дали ќе бидат пренаменети за и реализација на други проекти, ќе видиме со завршување на годината. Но како и да е, оваа година тие финансиски средства со сигурност не може да се исцрпат. Не се слагам со колегата Горан. Сега Горан разговара од позиција дека некако не му се јасни работите. А не се јасни. Не целосно, кажам. Значи вака, наменска сметка, се знае како е наменска сметка. Си имал наменски сметки во минатото и знаеш дека средствата кога се извинувам, не те пресирам, но сме блиски колеги, така можеме да разговараме. Си имал состојба каде што на наменска сметка легнуваат средства и завршено е со тие средства до реализација на проектот. На истата. Така, на истата. Истото ќе важи и во овој случај. Значи прво тој дел јасно се знае дека парите ќе бидат слеани на наменска сметка. Средствата не И се ќе стојат додека не се реализираат проектите. точно, но се букирани на одредена Ама наменска завршува средства. фискална година. Па што ако завршува фискална година? Тоа не го менува фактот дека тие се за тој проект. Ние сме имали во минатото примери кога средства легнуваат на наменска сметка, но не можеш ти да ги користиш за нешто друго. Тие си се влезени и до завршување на проектот не може никој да ги помести од таа наменска сметка. Така да тука е јасна работата. Јас не гледам Треба каде да е ги стравот реализираш до крај и на паниката дека некаде не би стигнале средствата или пак некој би бил изманипулиран. Јас повторно ќе кажам, ако од 357 проекти 350 се со комплетна документација. За сите тие проекти ќе бидат отворени наменски сметки од ресорното министерство и ќе се бидат обезбедени средствата за истото. По фази се исплаќаат. Точно. проекти. По завршена ситуација ќе се исплаќаат, но тоа не значи, Боби, дека тие средства можат да се искористат за друга намена или пак постои опасност за нереализирање на тој проект. Така да, според мене се многу едноставни работите и правилата. Не гледам каде има страв тука и простор за маневар. Покаже времето, ќе почнеме и користиме средства, да ги почнеме и ги дека реализираме најдобар показател проектите. за се е времето. Ние како општини сите финансиски средства било од која влада да се ни се добродојени, поради тоа што реализираме проекти у интерес на граѓаните, не гледаме дали се од една или друга политичка партија финансиските средства, поради тоа што на крајот на годината, на крајот на мандатот ги броиме проектите кои што ги имаме Не, реализирани. прашањето е дали имаме реални пари или ќе се соочиме со она што денеска за еден друг проект беше кажано дека ќе се дека се обидуваме да го решиме со финансиска гимнастика, тоа е првото, и второ пропадна она за наменски сметки. Значи, ќе се исплаќаат времени ситуации. Да. Предходно беа ако се префрлувани исплаќаат пари на времени наменски ситуации, сметки во тогаш општините, сега ќе ситуацијата околу парите се тука, нема никој да ги потроши за било што, не важи. Јас од она што сум информирам, знам дека Ке- за секој проект ќе треба да имаме отворено наменска сметка.
И Не, тоа е дополнително и ние, Да. дека самото ресорно министерство по по ситуација ќе си има исплата за истото и дека тие ќе ги средства префрлаат точно на наша сметка, тие ние ќе средства нема да исплаќаме до смеат фирма. да се искористат за некоја друга намена. Тоа се јасно дефинирани услови со кои што и средствата државата се задолжува да може да ги земе, па подоцна да ги дистрибуира до нас. Ќе почнат проектите, ајде ќе ги чекаме про За многу скоро ќе го видиме резултатот. па ќе Јас чекаме пак ќе се вратам финансиски на средства. суштината. Во минатото имаше Рано да еден одговориме како обид ќе на биде. минатата влада да раздолжува општини, И за имаше. разлика од тоа, кога се мотивираа многу градоначалници да ги дозадолжат општините, овој пат со имплементација на овој проект средствата завршуваат, тоа се народни пари повторно, дали се задолжени, дали сме се задолжиле како држава и така натаму, тоа се пари од граѓаните, од нашите деца, наши пари, на нашите родители, тие пари ќе завршуваат наменски за реализација Имаше на во минатото капитални средства. проекти. Еве ги правилата, секоја општина ќе си подпише договор со Ресорно министерство. со ресорното министерство Според проектот. според висината на проектот и понатаму министерството ќе исплаќа спрема времени ситуации и комплетна документација за соодветната исплата, значи наменски сметки нема. Значи тоа беше клучното прашање, бидејќи интересот на сите граѓани и на јавноста е да ворете идејата, Таму не ворете стои, се, но кога што но објаснува и дали ќе ги министерот дека ќе добиеме има- реално тие средства? Дека ќе има наменски сметки на кои што по ситуација ќе се префрлуваат во општините, а самите општини Ќе ќе си ги ги исплаќаат. уплаќаат парите на фирмите кои што ќе го реализираат проектот. останува Дали ќе сепак- биде така, пак ќе видиме, ќе покаже време. Да, но сепак останува толку голем проект од 100 милиони кој што треба да биде основа за 250 милиони до година кои што ќе бидат поделени, останува дилемата дали можеше и требаше да се влезе во целиот проект со многу појасни и попрецизни критериуми. Јас се ќе финиширам со покаже време. овој дел. Самиот процес на евалуација ќе ги утврди и состојбите и начинот на отпочнување на имплементација на истото, ќе ги утврди и состојбите и аномалиите во целиот процес. Ова е прв проект од ваков тип што се спроведува во Република Македонија на овој начин. Имавме Имало слични одредени обиди, предлози за критериуми но, кои што ги говоревме Но на времето ќе состаноците си- кои што да. ги имавме. Но првично министерството и владата одлучи да идат со овие два критериуми, односно Да, ги- подготвени проекти. Времето и ќе по си глава на покаже жител. најдобро, многу брзо од сега, Дали треба кои да се се вметнат аномалиите што треба урбано, да ги рурално отклониме. население, како е реализиран буџетот, како се менаџира општината со расходите и така натаму, ќе видиме за следната година да знаеме, односно владата веројатно ќе увиди на кој начин како да се подобри целата Добро, ситуација. конечно но- ќе ги најдеме парите каде се и колку се, кога и ќе бидат поделени средствата. Би сакал да се осврнем и на неколку уште две други актуелни прашања, тоа се најавените измени на законот за локална самоуправа. Колку генерално она што се најавува, а меѓу другото за јавноста е интересна и таа можност за отповикување на градоначалникот, јас би додал уште една, а тоа е што се друго е потребно да се промени или измени, бидејќи досега особено во однос на финансирањето, дотациите кои што ги дава владата, тоа остана еден неразчистен до крај според критериумите простор и конечно колку таа дискусија може да не доведе и до дилемата можеби од промена на оваа територијална поделба која што е очигледно политичка, бидејќи податоците покажуваат дека имаме многу неодржливи општини без оглед каков и да биде моделот на финансирање. Што се однесува до законот за локална самоуправа, тоа е генерална констатација дека на сите колеги, и тоа не е од денес, туку од години наназад, дека има многу недоследности, многу недоречености,
многу аномалии кои што треба да работиме систематски да ги решаваме. Она што ние го правиме изминатиот период е сондирање на состојбата, утврдување на аномалиите и тимови кои што работат на предлог законски решенија кои што ќе можеме да ги примениме во пракса, во перспектива. И такви случаи сме имале, колегата од Центар разговаравме баш и пред емисијата, како случајот што беше за конфискација на дивоградбите, има многу законот за урбанизам кој што имаше одредени измени, дел имаше и наша интервенција таму, да може на државни парцели со АУП да се донесе проект, односно урбанистичко планирање да се направи од страна на општината, без да го опфати цел опфат, бидејќи сите општини не се финансиски независни до тој степен да можат детално урбанистички планови да носат, но да може да се градат на истото објекти од јавен карактер и така натаму и така натаму. Што беше забелешка. Да, ова што вие водеше во брза постапка. Ова што вие го споменавте е исто така состојба која што ќе донесе подобри услови за функционирање на општините според нас. Состојба од која што и јас сум засегнат и колегата мој, но и сите колеги. Затоа ве прашам. Надминување на комоцијата која што всушност е тоа надминување на комоцијата која што сега ја има одреден градоначалник избран по пат на избори. Градоначалник во денешно време може или самиот да се отповика, односно да се откаже од најнедопирливи. Да, најнедопирливи се и ние си поаѓаме од себе си. Има случаеви, еве како состојбата во град Скопје, каде што треба сите граѓани во Скопје да бидат заложници за да помине мандатот Јарсовска да биде сменета на наредни избори. Самото тоа, ако донесеме вакви измени во законот, каде што би се интервенирало, дали сега е тоа процес на дискусија, претпоставам дека ќе влеземе и во јавна дебата за истото, затоа што тоа не е процес кој што треба јас да го заклучам или 5 мина колеги, тука треба и јавноста да се вклучи, секако невладен сектор, вие новинарите и сите останати. Дали ќе биде по пат на промена со двотретинско мнозинство на Совет, дали ќе биде со референдум, но мора да има таков начин на отповикување на градоначалник. Ние имаме состојба не само Скопје и одредени други општини, каде што 4 години градоначалниците вршат хибернација, односно така ги искористуваат своите мандати, не превземајќи ни една конкретна активност. Не можеме да ве преиспитаме и за ништо, дури ни тогаш условите. кога ни ветувате зеленило, а ни никнуваат бетонски ѕидови. Се слагам. И тука треба да има отповикување. Во тој дел, зошто никако не пробива идејата за комунална полиција? Една тема која што се говори подолг временски период. Очигледно, дека особено во ваква хаотична состојба во Скопје и тоа како треба, бидејќи многу работи зависат и од нас граѓани. Се граѓани. решат многу проблеми со кои се соочуваме како општини, вклучувајќи го градот Скопје. Ние пред известен временски период имаше од страна на градот, од претходниот градоначалник, подготвено и закон за комунална полиција на град Скопје. Предлог закон, да. Предлог закон кој што е работна верзија, кој што бил доставен до одредени министерства кои што треба да се вклучат во делот на самиот закон и да помогнат во делот на оформување на вакво тело, без кое што не може да функционира еден град. Припишување на овој закон, како што и сум информиран известен временски период, дека се земени препораки услови од поголеми и соседни општини, односно градови, како што е Белград, Тирана, Подгорица и така натаму, каде што локалната полиција има одврзани раце за да решава поголем дел од проблемите за кои што ние секојдневно говориме и со кои се соочуваме. Почнувајќи со хигиената во градот, неправилно паркирани возила, зеленилото во градот, па дури и дивоградвите. Значи, ако сакате ги ви прочитам делот... Па тоа и прашањето, сме виделе во многу градови, има униформирани луѓе кои што одат и пишуваат казни за тоа што е непрописно паркиран, за угостителски објект кој што одлага отпад на место за граѓаните и така натаму. Значи, е само делот од работите, односно привилегиите кои што ги имаат самите комунални полиции од Белград, кој е основано во 2010-та, во декември 2016-та станува и секретаријат за комунална полиција, кои се нивните обврски и задолженија. Може да дава предупредување и наредба, утврдува идентитет и лишува од слобода. Привремено отстранува возило од сообраќај, се грижи за јавни простори, спречува
питачење, одржување на хигиената, контролира градилишта и спречува дивоградби и така натаму. Дури и бучавата е под нивна капа. Ова во целост се сложуваме, тука сме обединети во ставот. Да владата се охрабри. Точно. Тука ни е потребен и градот. Тука што е во предлог, Не, тука е во собранието, не е самиот владата. предлог за закон за комунална полиција кој што бил изработуван, кој што може и да биде преработен и надополнет. Градот, ако мислите на градот како институција во овој момент не ви помагаат, но може би пратениците ако се здружат ќе ви тука Има и е, општини, точно, ја тука треба охрабруваме политички и владата, а консензус и да сите постигнеме. политички партии да бидеме сплотени во овој дел, пошто станува збор за горшлив проблем со кој се соочуваме сите општини. И јас сум сигурен дека со вакво предпријатие, со вакво функционирање, дека ќе се решат барем не целосно, но намалат голем дел од проблемите со кои се соочуваме како општини. Ги набројав сите оние проблеми со кои се соочуваме, а ќе биде под нивна надлежност. се согласувате, една реченица за тоа сите што политички сакам партии да се И тоа мора донесе да што признаеме побрзо дека ваков кога го закон. споменав делот дека многу има недоследности, недоречености во законот на кои што работиме систематски да ги решиме, но тоа да не бидат татко треба многу реченија, законски измени кои што ќе влезат у процедура, да не може биде би ќе татко треба решение време, но како што се ќе носеле во биде минатото од денес за проблем кој што утре, ќе се реши па да со не време. биде доречено до крај работата, па да имаме проблеми повторно, туку треба систематски да се носат и на долг рок. Ама видете, Ова е- сега ќе дојде зима и на нас ќе ни прегреат телефоните, особено ако падне снег, како да им објасниме на граѓаните Дека дека треба да оваа се улица чисти, е на дека градот, ова е на градот, а ова е на ова е општината на и така натаму. општината. Така да сакам уште еден момент да додам, освен што сме обединети и по ова прашање како градоначалници, генерално на ЗЕЛС, исто така бевме на минатата седница на управен одбор на ЗЕЛС обединети околу висината на глобите, за која што сите Да, се и тоа е еден сложивме од големите дека проблеми. неколку кратно треба да биде повисока, дури и да постои начин за одземање со- на возилото. Така, се соочуваме со И тука сечена сите дрва сме каде што казна е усогласени 50 во евра. тоа. Они вика окей 50 евра или со фрлање на шут каде што казната е 50 евра. Точно. Ќе бидат ќе Многу ниски казни кои што поскоро уште едно треба да се прашање, две во едно, бидејќи имаме само уште 5 минути до крајот. До кога урбанистичкото планирање ќе се крои само по мерка на, ајде да ја наречеме, урбаната олигархија, а на грб на јавниот простор и квалитет на животот, бидејќи знаете што значи квалитет на животот, и како тоа во сите општини, и тука нема исклучоци, сите оние зелени површини, тие 20% наеднаш исчезнуваат. Пак ќе застанеме пред некоја табла која што мора да ја има, ќе видиме зелени многу крогови, зелени тераси, зеленило насекаде, после со измени со тек на градба нема ништо или пак ќе останат жардинери од пластичарство. Јас морам да истакнам во делот на ова што вие го говорите, односно вашето прашање, дека тука имавме сериозни интервенции како општина. Јас не можам согласно закон на некого да му попречам правото да гради, но од друга страна имавме многу примери во Кисела вода, како 4 маркици кои што ги избришавме во Црниче, како ограничување на 4 стамбени единици во Црниче и во Пржино согласно барањето Еве на гледаме граѓаните. некои слики, еве режијава нека ги пушти онака. Како детален урбанистички план во Расадник со 99 згради кои што беше поништен. За тој ни треба посебна Знаете, емисија. и дополнително меѓународен конкурс за прв пат во независна Македонија, односно после земјотресот, после Кензо Танге, Еве меѓународниот гледам. конкурс. Ајде, кажете ми двајцата каде има тука, еве не е битно каде е оваа зграда. Тоа е Точно не знам. градба Боби Мислам, по постоечки Вака се. детален урбанистички план. Во кај се делот- 20% зеленило? Во делот на спречување, целосно спречување на градба, немаме законска можност и регулатива. Ние во минатото имавме мораториум кој што се донесе со цел да се подобрат до повеќе. Чекайте, нели За има жал- 20%? За жал, сега се сега соочуваме како? со прилив на пријави, односно барање за градби 200-300 у систем. И тужби. И тука ако ние не постапуваме, тука може кривично да одговараме. Што правиме како општина? Прво направивме многу измени преку самиот совет за одредени одлуки. Ставивме системи за оние клацкалки кои што во минатото се правеше и Не ги се правам. соочуваме со проблем за паркирање. Истото важи. Кои што се ставале 90%, преку одлука на совет се намалени само за 10%. Значи можност при издавање на дозвола може да има само 10% клацкалки. Дури гледаме и целосно да ги отстрануваме од самите проекти. Одлука за велосипеди. Сме првата општина која што ставивме во секој одобрение за градба мора да има доволен број на паркинзи за велосипеди.
оние терени во пат, поготово на водно, каде што ги гледаме оние петкатници, а дозволата е 5+2, но се земала горната линија на градба, од горната улица и во долот има уште два спрата. Јас ве прашав за решенија, бидејќи оправдувања слушаме законски постојано. измени за конфискација, спомена и колегата, ние го предложивме законот, истиот беше поддржан од ЗЕЛЦ и самите законски измени за можност на конфискација на диво направени објекти се вметнат. Не, еве да бидеме практични. Што имаме ќе се навратаме нова. Што имаме лоши урбанистички планови од минатото, се соочуваме со проблеми во сегашноста. Реализирани лоши згради без доволен број на паркинг места, со руфтопи, како што викаш, без доволен број на зеленило. Што направи? Имате сега Во моментов ги снемува. тоа се на важички дупови кои што немаме законска можност да ги стопираме, но што правиме во моментов? Покрај сите овие измени кои што ги имаме направено како општина со цел подобрување и урбанистичкото планирање, имаме донесено, пошто тема беше и Крњево, неколку дупови, неколку се во процедура. Еве конкретно дупот Крњево и за одредени маркици за кои говориме, а и поточно за зеленилото. Што е направено, колку имало? Жители густина имало 4460 жители во источниот дел, нето густина. Немаме многу. Сега имаме 2887. Имаме плюс дополнително градинка, која што немало, во делот на зеленилото, која што го напоменавте, но пак ќе кажам во новите дупови кои што ги носиме. Имавме 483 метри квадратни зеленило во стариот дуп, имаме 1624 и во кога новиот ќе дуп. ги имате тие плюс до 40% пренамена, па имате бизнес центар, на крајот ќе излезат 300 паркинг места, 300 паркинг места за 190 стана. Како биле претходните проекти таму, а како е сега? Не, Колку мене е намалено? прашањето ми беше, еве ве прашувам и како жители на овој град. Значи, Како ви изгледа кога потпишувате решение, ќе ги видите тие убави 3D фотографии, гледате зеленило, гледате зелени кровови и после 6 месеци, година дена ќе поминете покрај таа зграда, нема ништо. Урбанизмот е состојба во која што во однос на наследените работи од минатото, како што кажа колегата, донесени детални урбанистички планови, конкретно имаме ние во нашата општина пред 20 години, 15 години. Не можеш да интервенираш многу, но можеш да интервенираш почитувајќи во законот. По сила на закон. Но новите решенија тука се во согласно со барањата и потребите на граѓаните. И јас повторно ќе кажам, глупо е да зборува човек за себе, но мислам дека во Скопје јас сум пример како може да се почитува волјата на граѓаните, поради тоа што во Црничи и во Пржина од кога сум дојден за градоначалника, тоа е некаде околу 3 години и 1 месец, нема ниту еден објект со повеќе од 4 стамбени единици и расадник беше, ќе повторам, 99 згради поништени. 99 згради. Тоа ќе беше груба бетонизација што ќе предизвикаше проблеми не само на мојата општина, и на центар ќе предизвикаше и на сите останати општини. Ќе треба да направиме една теренска емисија со камера од зграда по зграда, па да ни кажете каде тоа зелените површини се трансформираат во пластични жардинјери од зелени површини сега се трансформираат во кисела вода покрај пругата во 11 октомври бараки, каде градиме паркова содржина во повеќе од 70.000 квадрати. Може слободно да направиме репортажа таму. Да, ама и кај оние бетонските во двете општини. Слободно. Ви благодарам за гостувањето во Топ тема. Вие почитувани останете на оваа фреквенција. Имаме уште содржини по рекламите. И во продолжение за она што го најавивме на останатите две теми. А тоа е, владата нема портпарол, кога ќе има не се знае, но премиерот ги крие неговите советници. Но зато, министерот за локална самоуправа за 53.000 денари нето хонорар за портпарол, или како што официјално стои во списокот, лице за односи со јавноста, ја договорил собственичката и директорката на PR агенцијата Идеалаб, Ема Темелковска. Министерството, односно министерот Перински смета нема конфликт на интереси, експерти велат има. На сметката на Идеалаб пак се слеале и дополнителни 70.000 денари во јули оваа година, исто така од Министерството за локална самоуправа.
Иако транспарентноста и е една од основните заложби, и по 100 дена новата влада се уште нема портпарол. А кој се стои зад соопштенијата подпишани со сектор за односи со јавноста, генерален секретаријат или канцеларија на портпаролот на владата, никој не знае. Токму од вториот подписник, Топ тема доби одговор дека премиерот Христијан Мицковски за сега нема да ги каже на дворешните советници. Председателот на владата Христијан Мицковски досега има ангажирано со договор неколкумина надворешни советници, кои се од редот на професори, научници, истакнати стопанственици и стручњаци кои поседуваат посебни знаења и искуства во областите на долгорочно стратешко планирање, во економскиот, политичкиот систем и човечките ресурси и одржливиот развој. Тимот на надворешни советници се уште е во фаза на доекипирање, пошто ќе бидат објавени во јавноста на начин кој што доликува на оваа позиција. Останува дилемата дали новинарското прашање е недостојно и каква процедура или церемонија треба за да се соопштат имињата на советниците на премиерот, но неговите соработници кои стојат зад подписот канцеларија на портпаролот на владата барем не удостоија со одговор дека премиерот досега нема именувано ниту еден посебен советник, иако законот му овозможува да има дури 25. И додека премиерот ги крие надворешните советници, а владата нема портпарол. На позицијата лице за односи со јавноста во Министерството за локална самоуправа, министерот Златко Пирински времено ангажирал професионалец, и тоа собственичката и управителката на пиар агенцијата Идеалаб ДЕ Ема Темелковска-Анчевска, чија фирма се јавува и како корисник на буџетски средства, токму за пиар активности на државни институции. Но тоа за министерот Пирински воопшто не е спорно. Името на Темелковска-Анчевска го има на збирниот список за лица задолжени за односи со јавноста, што официјално го лиферуваа од владата. А на прашањето на Топ тема од Министерството на Пирински одговорија. Ангажманот на Темелковска-Анчевска е од времен карактер и се однесува за вршење на работи од областа на пиарот во рамки на проектите кои Министерството за локална самоуправа ги реализира. Надоместот кој го добива Темелковска-Анчевска изнесува нето 53.000 денари со време траење до 31 декември 2024 година. Пирински не гледа никаков конфликт на интереси, поради тоа што лице за односи со јавноста или портпарол на неговото министерство е собственичка и управителка на пиар фирма, која се јавува и како учесник на тендери на државни институции. Напротив, тој ни одговори. Не постои конфликт на интереси, бидејќи ангажманот на Темелковска-Анчевска е во рамки на нејзината експертиза, исто како дејноста на друштвото каде што таа е управител. Имено, и таа работи во истата област и во ситуациите кога друштвото било корисник на буџетски средства, секогаш биле врз основа на договори за пиар и маркетинг активности. Но за дел од правните експерти што ги консултираше Топ тема, токму собствеништвото и управителската позиција се спорните точки. Темелковска-Анчевска може да остане на таа позиција, велат нашите соговорници, но треба да се откаже од управителската функција. Правни пречки за ангажман нема, освен доколку во систематизацијата на Министерството е предвидено такво работно место. Несомнено, има судир на интереси меѓу ангажманот како лице за односи со јавност и како управител на посочената фирма. Доколку Министерството сака да го проложи тој ангажман, тогаш ангажираното лице треба да се откаже од функцијата управител на фирмата, без оглед што станува збор за времено вработување. Дополнително треба да се разјасни и дали е информирано лицето за интегритет во Министерството за локална самоуправа и дали е пријавен можен конфликт на интереси. Дали во Министерството, а како што е тоа според препораките на Греко, има лице за интегритет и дали е пријавен можен конфликт на интереси, одговор не добивме. Но она што може јасно да се утврди е дека во систематизацијата на Министерството за локална самоуправа, токму во секторот за кабинетски работи, има посебно оделение со задача односи со јавност и комуникации. Но се поставува и дилемата.
Дали конфликтот на интереси на Темелковска Анчевска завршува само со нејзината PR фирма, бидејќи таа се јавува како сопственик во уште една фирма и според јавно достапните податоци во последните 7 години имала прилив на пари во буџетот, а во моментот нејзиното портфолио е означено со црвена боја како должник на УЈП. Според истите податоци, кон Идеалаб од Министерството за локална самоуправа во јули годинава се исплатени и 72.000 денари, а PR компанијата се јавува и како клиент на една општина. Ете така стојат работите во Вибер комуникација. Портпаролката Темелковска рече дека оценувајќи го како крај на моја непрофесионалност, поставувањето на овие прашања дали е информирано лицето за интегритет и сите нови детали до кои што дојдовме и за нејзините други фирми, за кои што исто така има податоци се како буџетски корисници, дека сите прашања се доцна поставени, дека тоа е непрофесионално од моја страна, бидејќи требало да има барем неколку дена за да одговори. Од сите погоре поставени прашања, единствено релевантно на темата е прашањето за исплатата од Министерството за локална самоуправа кон Идеалаб. Станува збор за договор за одржување на веб страницата на Министерството, како и за одржување на Facebook фан страницата на Министерството за период јули-декември со вкупен износ од 59.900 денари плюс ДДВ. Значи, додека директорката Темелковска и собственичката ни Идеалаб е портпаролка во Министерството, нејзината фирма ја одржува интернет страницата и фан Facebook страницата на Министерството. Има ли некаков судир на интереси? Заклучете сами или тоа ќе треба да го каже Државната комисија за спречување на корупција. Од мене толку за вечерва, останете со програмите на Телмо.